Редовно издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани. По кратката најава за дневните настани започнуваме веднаш. Останете со нас. Никола Груевски е прогласен за почесен председател на ВМРО-ДПМН, а партијата денеска го бира и новиот председател. Општина Кавадарци упатува апел со препорачани мерки за намалување на аерозагадувањето. Започнаа подготовките за одржувањето на Бандниковата поворка која што ќе се одржи на 6 јануари идната година во црквата Свети Кирил и Методи. Да се користи јавниот превоз, да не се користат автомобилите без поголема потреба, да се редуцира работата на индустриските капацитети при затоплување во домовите, да не се користи прегорено отпадно масло, отпадоци од лакирано дрво и мебел, стиропор, пластична амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал. Ова се дел од мерките за кои општина Кавадарци апелира до граѓаните со цел да се намали аерозагадувањето. Општина Кавадарци упатува апел со препорачани мерки за намалување на аерозагадувањето. Апелот е согласно мерките на владата на Република Македонија. Се препорачува редуцирана работа на индустриските капацитети во соодветни метеоролошки услови, а до граѓаните се препорачува почесто да го користат јавниот превоз, да не ги користат возилата без поголема потреба, да ја рационализираат употребата на автомобилите, да се почитуваат законските одредби во поглед на тоа. За затоплување на простории да не се користи прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пластична амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал. Препораката до градижните фирми како и до граѓаните е да се избегнува палење на остатоци од градижниот шут на отворен простор. Истиот задолжително да се транспортира до депонијата Мелци. Инспекторот за животна средина е должен да изврши дополнителни контроли на сите автосервиси и доколку констатира неправилности при затоплување на просториите со недозволиви горива да превземе соодветни мерки. Општината ги замолува граѓаните кои ќе забележат или регистрираат активности кои придонесуваат за дополнително загадување на воздухот и животната средина. Истите да ги пријават задолжително кај инспекторот за животна средина во соба број 14 во општина Кавадарци. Во понеделник на 25 декември Советот на општина Велес ќе одржи 7-та седница поред. На истата се поставени 14 точки. Валентина Михајловска со деталите. Советот на општина Велес во понеделник на 25 декември ќе ја одржи 7-та седница на која се поставени 14 точки на дневен ред. Првата точка се однесува на предлог буџетот на општината за 2018 година, а втората точка е предлог одлука за извршување на буџетот. Поставена е предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници во општината за 2018, а како четврта точка е предлог одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација. Поставена е и предлог одлука за доделување на наградата за најстудент професор доктор Ѓорѓи Шоптрајанов за 2017. Од 6-та до 11-та точка се предлог одлуки и тоа за утврдување на пазарната вредност на градежно и земјоделско земјиште на општина Велес, за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Велес, учество во проект финансиран од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа, програма за рамномерен регионален развој за 2018. Предлог одлука за давање на управување на водоснабдителниот систем во село Мамутчево на ЈКП Дервен, како и предлог одлука за престанок на важност на одлуката за определување на простор за продавање на возила. Извештајот за работата на ЈКП Дервен за периодот од јануари до септември за оваа година е 12-та точка, додека предлог решението за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција од детско престапништво е 13-та точка. Последната точка се однесува на информацијата за степенот на имплементација на донесените итни мерки за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух.
Дел од децата од драмското студио Словото неодамна имаа гостување во Сардинија, поточно во градот Сасари. Тие беа заедно со актерката Весна Димитрова-Бобевски, кои што заедно ја одиграа премиерно представата Еден остров само за мене. По тој повод во дневникот во 12 часот и 30 минути разговаравме со актерката Весна Димитрова-Бобевски, која што ни ја принесе сликата како поминаа во Сардинија. Да погледнеме дел од разговорот. Ја кажав и целта на вашето гостување, ајде малку да им ја пренесеме сликата на нашите гледачи и како поминавте во Сардинија. Па секако дека беше преубаво и секогаш тие гостувања некаде по свет ве менуваат и ве надоградуваат. Поводот овој пат беа, имавме два повода за ова наше гостување, значи на нивниот интернационален театарски фестивал ние настапивме со наша представа, поточно децата, настапија со перформанс за македонските обичаи. Значи, одбравме дел од македонските обичаи, како што е игнат, веќе заборавено и сигурно вие младите првпат ќе слушнете, исто дел од децата првпат и слушнаа за овој обичај, кој што искрено многу побуди интерес таму кај сардинците и кај гостите на фестивалот. Опти Лилајлам, тоа ние во Велес нели го славиме, го играме така. Потоа Бадник задолжително, Коледа исто им прикажавме и Амкање јајце, кое што како обичај исклучително за нив беше интересно, побуди интерес. Дури имавме и доброволци од публика кои што се пријавија и се качија на сцена и го правеа тој обичај Амкање на јајце. Изигравме неколку ора, видео галичка свадбена, видео дел од Македонија и така. А вториот повод беше заедничка представа, европски проект, кој што фестивалот го применува секоја година со интернационална екипа. Таа представа се викаше Еден остров само за мене и се работи по вистински настан. Значи, Грација Деледа, која што е од градот Сасари, таа девојка добила на 17 години Нобелова награда за поезија и оваа представа и беше посветена на незиниот живот, на незините дела, а јас ја играв мајката на Грација Деледа, Франческа. Едно многу чудно искуство и зборував на италијански. Така. На последното ваше гостување, тоа беше во Сардинија, она што сакав да ве прашам, кои резултати беа постигнати? Колку беа децата задоволни од ова гостување? Какво искуство беше тоа за нив? Знаете, голем дел од публиката, значи и од мештаните и од оние други гости што се на тој фестивал, малку повеќе им ја доближивме Македонија и побудивме интерес, верувам сега барем е достапно на интернет да прочитаат нешто плюс која е Македонија. Тие веќе имале разговарано со професорка на поетнологија која е сличноста и поврзаноста на Македонија и Сардинија. И тоа не е мала работа за да видат дел од тоа која е Македонија и да побудат интерес за тоа, а и самиот процес на работа во интернационалниот проект, во европскиот проект. Италијанците се познати по стилот кој што го измислиле нивниот комедија дел'арте. И некако во тој стил беше работена и таа представа, бидејќи ние покрај премиерата во театарот на нивната представа, ја игравме и на плоштад. Тоа е начинот на италијанците и едно сосема ново и чудно искуство за сите за нас. Но и за публиката, верувам. И за публиката, апсолутно. На плоштад, градоначалникот секако на градот Сасари и многу други од другите институции. Многу чудно искуство и многу учиш нешто ново, секако. Така. И за крај знаеме дека имаме кусо време на располагање бидејќи сте гостинка во дневникот. Кои се плановите во иднина за драмското студио Словото? Па ние секако дека нема да мируваме, имаме планови и за нови гостувања надвор од Македонија, а и веќе зимскиот распуст да не го поминеме така. Еден од проектите кои што ќе го работиме одма за зимскиот распуст е Перица Прличко. Мислам дека треба да му посветиме, имаме ние Кире Ацевски е влюбеник во театарот и мислам дека солидно ќе ја долови улогата. Стартуваа подготовките за Бадниковата поворка, која што ќе се одржи на 6 јануари идната година во црквата Свети Кирил и Методи. Целта на оваа поворка е да се вратиме на традициите на нашата православна вера во една правилна смисла, рече пред камерата на К1 телевизија отец Драги Гаштарски.
Започнаа подготовките за одржувањето на Бадниковата поворка која ќе се одржи на 6 јануари идната година во црквата Свети Кирил и Методи. Присуствуваа повеќе од 100 ученици од основните училишта. Целта е да се промени навиката со пеењето на песната Коледе леде која е погрешна, а нема никаква врска со најавата за Христовото раѓање. Целта на ова поворка е да се укаже и да се врати на корењата на православната христијанска вера, каде што ја пееме вечниот Бог, кој што всушност со самата песничка е објаснато раѓањето на Христовото раѓање. Всушност самите деца кои што одат на Коледе се ангелчињата кои што го навестуваат Христовото раѓање пред празникот нели Божик. Треба да се вратиме на традициите на нашата православна вера во правилна смисла, вели отец Драги Гаштарски. Ова е воедно и уште еден апел, и уште едно известување, значи, и за сите наши православни велешани христијани, на денот на Бадниковата поворка, сите баби, дедовци, кои што си имаат своји внучиња, родителите нека ги пуштат нивните дечиња, иако примерете ако денес не присуствувале, нека ги пуштат своите дечиња за да можат на 6 и тие да ни се приклучат на нашата поворка. Поворката ќе тргне од црквата Свети Кирил и Методи, ќе се движи по главната улица до кружниот тек кај Јавона и повторно назад во црквата. Сите православни христијани можат да ги даруваат децата во текот на поворката. На почетокот на поворката ќе претходи божествена литургија со која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство господин Агатангел. Ова е втора година како се организира Бадниковата поворка. Од црквата велат дека се надеваат дека ќе стане традиција. По повод новогодишните празници во организација на библиотеката од Кавадарци вчера беше организиран настан насловен како Новогодишна ноќ. Во рамките на настанот беше изведена и детската представа Новогодишен грабеж, работилница со изработка на новогодишни лампиони и читање на бајката од Ханс Христијан Андерсен, Снежната кралица. Мартина Митков со деталите. Почетокот на новогодишната атмосфера го означува украсувањето на градот. Годинава Кавадарци го облече своето новогодишно руво пред 3 недели. Светна во празничен дух, а новогодишната илка и ситните лед сијалички го осветлија градскиот плоштад и главните улици низ градот. Како и да е, неделите пред Нова година изобилуваат со најразлични музички хепенинзи, театри, промоции, дедомразовци, делење пакетчиња и најразлични активности наменети за најмладите. Мразот годинава го скрши библиотеката Феткин, која организираше новогодишна ноќ за најмладите. Оваа година решивме овој настан, за прв пат не е така во вечерните часови, и е насловен како новогодишна ноќ, што значи дека почнува сега во 19 часот и продолжува до длабоко во ноќта. Да, длабоко во ноќта. Во рамки на овој настан ќе се одвиваат неколку активности. Тоа ќе биде првен, имаме детска театарска представа, новогодишен грабеж, интерактивно ќе биде сето тоа со дечињата. Потоа имаме работилница, изработка на новогодишни лампиони, оригами. Па после тоа имаме читање на бајка од Ханс Христијан Андерсен, Снежната кралица. Најпрво со големо внимание присутните, меѓу кои децата заедно со своите родители, роднини и наставници ја проследија театарската представа Новогодишен грабеж, а потоа ја покажаа својата креативност изработувајќи новогодишни украси и лампиони и на крај внимателно ја проследија приказната за Снежната кралица од Ханс Христијан Андерсен. Во знак на благодарност на самиот крај добија по една книга како новогодишен подарок. По повод новогодишните празници, библиотеката Феткин организира уште еден настан кој ќе се одржи во вторник на 26 декември, а тоа е музички хепенинг во светот на бајките, концерт на класична музика од творештвото на Моцарт, Штраус, Бетовен и домашни автори во изведба на квартетот Коскаров.
Водостоите на реките се под просекот за декември, освен на реките Вардар кај Велес и Црндрим кај Ложани. Неделната хидроложка состојба покажува дека под нивото се водостоите на Вардар на сите останати мерни станици, како и на реките Треска, Пчиња, Брегалница, Струмица, Сатеска, Крива река и Радика. Скоро двојно намалено е нивото на Црна река. Кај езерата над просекот за декември е само нивото на Дојранското езеро. Вестите од Македонија во продолжение. На 16-тиот конгрес на ВМРО ДПМН кој се одржува во Валандово, Никола Груевски беше прогласен за почесен председател на партијата, откако конгресот ја потврди неотповикливата негова оставка. Единствен кандидат за негов наследник е Христијан Мицковски. Груевски испрати неколку пораки до кандидатот за председател на партијата. Жалам што е само еден кандидат и што останатите потенцијални кандидати, чии имиња се споменуваа низ медиумите, не се кандидираа. Тоа ќе дадеше поголема тежина на избраниот кандидат, без да се навраќам на деталите околу ова кои беа актуелни деновиве. Ќе кажам дека кој од нив да победеше, доколку добиеше рамен терен за битка, без вмешување од надвор, ќе беше сигурен победник на следните парламентарни избори во Македонија. Народот не очекува да види безгрешни луѓе во партиите, ниту пак идеални. Народот, гласачите, пред се очекуваат да видат во поединците, во раководството, пред се луѓе, човечност, чесен пристап, искрен и отворен човек, стабилен и сериозен, и пред се со јасна визија и волја да направи нешто за сите. Човек кој може и да сгреши и да се поправи. Човек кој може да има и лош ден, но и човек кој знае каде оди и што планира. И тоа да е чисто, а не матно и со заскриени планови. Ако луѓето во новото раководство ова го разберат, враќањето на власт е сигурно и тоа брзо. Новиот председател треба да знае дека ако не се бори за своите членови и активисти, кога тие се нападнати заради нивната партиска и национална борба, дека другите ќе се плашат да бидат активни и партијата ќе слабее, рече Груевски. Треба сите да сме свесни дека една од слабостите на досегашното раководство беше исклучително лошата и погрешна перцепција на партијата кај албанците во Македонија. Новото раководство треба да направи анализа каде погрешивме или направивме превид ние што дозволивме до тој степен да се перцепира кај албанското население негативно ВМРО ДПМН. Тоа треба да се исправи, особено затоа што не постојат фундаментални причини за тоа. Историски гледано, ВМРО имала одлична соработка со албанците во Македонија и направи многу за нив. Нема причина тоа да не е така и во иднина, додаде Груевски. На 44-та седница на владата на Република Македонија обезбедена е ноемвриската плата за македонски железници транспорт, а започнаа и активностите за проектот Трговијата и транспортот на Западен Балкан во соработка со Светска банка. Владата ја разгледа и прифати одлуката од управниот одбор на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна собственост, со која се одобрува барањето за заем доставено од Македонски железници транспорт, а со тоа се обезбедени финансиски средства за исплата на ноемвриската плата. Владата ја разгледа и информацијата за предлог проектот Трговијата и транспортот на Западен Балкан, предложен од Светска банка, како и потребните идни активности за негова имплементација. Проектот ќе го реализира Министерството за транспорт и врски, а во истиот се вклучени серија проекти во државите кои се вклучени во него, со кои се поддржуваат владините напори за промоција на подлабока економска интеграција во рамки на регионот. Со проектот ќе се олесни прекуграничното движење на стоки со усвојување на национален единствен прозорец и со подобрување на граничните премини во одбрани трговски коридори. Владата на Република Македонија го разгледа и извештајот за процена и утврдување на висината на штетата на недвижниот и движен имот на правните лица на подрачјата на Скопскиот и Тетовскиот регион од невремето и поплавите во август 2016 и истиот е проследен за натамошна постапка.
Со 62 гласа за и ниту еден против и воздржан, Собранието на Република Македонија во рамки на 26-та седница го донесе буџетот за 2018 година. Според истиот, вкупните приходи се проектирани на 193,5 милијарди денари, а расходите на 211,7 милијарди. Буџетскиот дефицит е проектиран на 18,2 милијарди денари или 2,7% од БДП, односно бележи намалување во однос на минатата година за 0,2% поени. Стапката на инфлација се очекува да биде на ниво од 1,7%. Во 2018 година не се планираат поголеми даночни промени. Планирано е зголемување на акцизата на нафтата за 3 денари. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека владата ја покажува цврстата определба за ефикасно, домаќинско и транспарентно трошење на државните пари и додаде дека буџетот за 2018 е најдобра рефлексија за ангажманот на новата влада за постигнување на клучните приоритети на општеството, повисоки стапки на раст на економијата, зголемување на продуктивното вработување, подигнување на животниот стандард на населението, владење на правото, постигнување на повисоко ниво на социјална правда и интензивирање на интеграционите процеси за ЕУ и НАТО. Унгарската полиција уапси 39 годишен србин со наркотици вреден 1,2 милиони евра. Унгарската погранична полиција на граничниот премин Риске извршила темелна проверка на Фијат со српски регистарски таблички и пронашла 112 килограми хашиш и 9,3 килограми марихуана во автомобилот. Според унгарската полиција, вредноста на дрогата на црниот пазар вреди 1,2 милиони евра. Минути посветени на вести од светот. Најмалку 90 лица загинаа, а десетина се водат како исчезнати, откако тропската бура го погоди јужниот дел на Филипини, соопштиле полицијата и официјалните служби за вонредни состојби. Бурата предизвикала поплави, одрони на земјата и кал, пренесува Ројтерс. Најтешко е погоден островот Минданао, каде страдале жртвите. Се уште настојуваме да ги потврдиме извештаите за тоа дека цело село е затрупано во одрон поради обилните дождови кои ги донесе тајфунот, рекол официјален представник во градот Тубот. Администрацијата на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го одобрила планот за испорака на оружје на Украина, вклучувајќи и противтенковски ракети Джавелин, навеле американските официјални лица кои сакале да останат анонимни, затоа што не се овластени јавно да говорат за таа одлука, пренесува Associated Press. Според агенцијата, тој потег представува дополнителна поддршка на украинската војска која се бори против силите за кои САД тврдат дека ги обучува и наоружува Русија. Како што се истакнува, испораката на оружје на Украина најверојатно ќе ги поттикне тензиите со Кремљ. Стейт департментот засега не сакал да го потврди испраќањето на оружје, наведувајќи само дека Соединетите Американски држави планираат да и пружат на Украина засилени одбрамбени капацитети. Времето денеска променливо облачно во северните делови и на планините со провејување на снег. Температурата се движи од -2 до 7 степени и следува период на стабилно и суво време со пораст на дневните температури. Зголемување на облачноста се очекува од среда кон крајот на денот, а ноќта кон четврток и в четврток предпладне ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Ова воедно и последната информација за ова информативно издание. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!